Добар ден, јас сум Сонја Стефановска од Средното градежно гимназијско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. Средното техничко образование по предметот железници за 4-та година, градежен техничар. За денес имаме нова наставна содржина за заварување на шините. Но за почеток да се потсетиме што беше горен строј, од што какви шини се користат кај нас и од што се изработуваат шините. Горен строј беше горен дел од конструкцијата на железничката пруга, која непосредно ги прима оптоварувањата на возилата, ги пренесува на долниот строј, а истиот се состои од шини, прагови, колосечен прибор и постилка. Шините пак служат за водење на возилата по определена патека и за носење на возилата може да бидат винјолови, двоглави, жлебаста шина и други видови на шини. Кај нас покрај овие шини се применуваат шините од типот S45 на индустријски пруги и на пруги од понизок ред и шини типот S49 и S54. Шините се изработуваат од топен челик, кој се изработува на Сименс Мартинов, Бесемеров и Томпсонов начин, а местото каде што шините се составаат се нарекува шински состав. Денес се употребуваат само нормални шински состави. Според нестоположбата може да бидат состав еден спроти друг и наизменичен. Според начинот на подпирањето на праговите, составите може да бидат цврсти, односно подпрени, слободни и изолирани. Што е заварување и која е потребата од заварувањето на шините? Потребата од заварувањето на шините се јавува затоа што шините се со ограничена должина и тоа шини со должина од 18 метри, 22,5 и 25 метри се добиваат поголеми шини, подолги со поголема должина до 280 метри. Се заваруваат шинските состави поради пукање на шините, исто така оштетување на шините, премини кај шините и слично. Голема е потребата од заварување на шините. Имаме неколку начини за заварување на шините. И тоа: алуминотермитско заварување, електротапо заварување, електролачно заварување и гасно автогено заварување. Ќе поминеме на првото алуминотермитско заварување. Алуминотермитското заварување се изведува со прашкаста термитска маса составена од железен оксид и алуминиум. Таа маса од железен оксид и алуминиум се внесува во садот за заварување и се пали. Во присуство на кислород од воздухот се развива хемиска реакција, при што се ослободува големо количество на топлина. Оваа топлина е доволна да изврши топење на маса и да се овозможи течниот челик да го исполни просторот помеѓу шините и да изврши нивно заварување. И на следните слики постапката е прикажана каде што прашкастата материја се внесува во садот, се пали во присуство на кислород, таа ослободува големо количество на топлина, која што топлина овозможува да се стопи масата која што долу ќе изврши спојување, односно состав на шините. Понатаму имаме електротапо заварување. Електротапо заварување се врши со пропуштање на електрична енергија низ проводник, односно се врши со заварување на шини со ист профил. Исто така имаме на следната слика прикажано начин на кој се врши електротапото заварување со помош на проводник.
со шини со иста димензија. Значи, ова електротапо заварување се изведува на шини со иста димензија. Понатаму имаме електролачно заварување. Електролачното заварување, самото име ни кажува дека представува спојување на челичните елементи со електричен светлосен лак. За да може да се создаде тој светлосен лак и да се изведе заварувањето, се создава со голема температура од преку 4000 степени Целзиусови, со помош на кој се врши топење на електродата и самото заварување. Ова електролачно заварување се применува кај челични мостови, кај свртници и друго. На следните слики се прикажани електродите и апаратите со кои што се врши електролачното заварување и треба да се напомне дека при електролачно и другите заварувања треба да се носи заштитна облека и опрема задолжително. Гасно автогено заварување. Самото име ни кажува дека гасното автогено заварување се врши со помош на топлина која што се создава со согорување на гас, при што се растопува само основниот или основниот и дополнителен материјал. Кислородот најчесто и гасот, може да биде ацетилен, пропан, бутан, водород, се носат во боци, во горилник се мешаат во соодветен размер. Самата мешавина се пали и се формира пламен потребен за заварувањето. Имаме опрема, специфична опрема за заварување, која што се состои од боца за кислород, боца за ацетилен, вентили, горилник каде што сето тоа се меша, цевки за заварување и дополнителен материјал. И секако да напоменеме дека задолжително е заштитна облека и опрема на тие што вршат гасно автогено заварување. Да се мерките за да се на следните слики е прикажана, на првата слика е прикажана опремата за гасно автогено заварување, на втората слика прикажана со дополнителен и на третата слика како се врши автогеното заварување со помош на заштитна опрема и облека и се запазуваат мерките за безбедност и здравје при работа, задолжително. И за наредниот час имаме прашање за повторување. Која е потребата од заварување на шините? Наброј неколку начини на заварување на шините, објасни го алуминотермитското заварување, објасни го електротапото заварување, објасни го електролачното заварување и објасни го гасното автогено заварување со кратки црти. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна. Довидување до наредниот пат и ви благодарам многу за вниманието. Се гледаме